поголема продуктивност и намалување на недостатокот со квалификувана работна сила. Вакви резултати дава модел од 4 дена работни, а плата како за 5. Иако ефектите во дел од европските земји каде се применува истиот се позитивни, македонските граѓани се скептични. Се сомневаат дека такво нешто би можело да се случи кај нас, па дури и како експеримент. Не знам, се не функционира у државата како што треба. Па до тај степен да дојдеме, треба прво многу други работи да се средат, па после тоа. Тешко. Кај нас работи се не по 5, него по 6 дена да работат, а не да 4. Тоа не е изводно кај нас. Барем сега за сега, со овие газди, со оваа држава. Јас кога работиш и сабот. Секој сабот. Исти став има и Штипското здружение Гласен текстилец, кој се бори за поголеми работнички права. Неговата преседателка смета дека ваквиот модел може да се воведе само во стабилни држави, но не и кај нас, каде најголем дел од работодавачите мислат дека продуктивноста кај работниците е поголема ако работат секоја сабота, која најчесто е и неплатена. Мислам дека сме далеку од тоа, бидејќи ние ден денеска се соочуваме со неплатена прекувремена работа за празник или во ден на неделен одмор. Оттаму нели го иницииравме и оној закон за неделен неработен ден, кој што за жал не ги опфати трговските центри. Меѓутоа не мислам, значи тоа го прават држави кои што се свесни дека продуктивноста на работниците зависи од колку се задоволни на работно место и колку можат, тоест колку имаат одмор, колку се платени и слично. И за стопанствениците ваквиот пристап кон работа во држави со низок стандард како што е нашата е незамислив. Одредени грањки, најчесто текстилството, би се соочило со сериозен проблем, посебно кога раковите за испорачување на производите им се кратки. Сепак од Организацијата на работодавачи сметаат дека би било добро да се донесе и таква законска можност, па компаниите со одредени дејности, доколку сакат, би можеле да го имплементираат и наместо 5, нивните работници би работеле 4 дена во неделата.